Византискиот историчар Никифор Григора при своето патување за Србија пролета 1327 година запишал: Стигнавме до едно градче, така да речеме на доблаците, кое мештаните го викаат Струмица и кое е сместено на толку стрмен и ѓаволски висок рид, што луѓето кога се наоѓаат над зидините изгледаат како птици. Тука го прославивме и светиот Великден. Бевме сведоци на панагјурот, кој ни даде повеќе забава и задоволство, отколку што атињаните и спартанците уживале кога празнувале надвор од своите градови. Струмица и Струмичкиот крај представуваат еден од многуте значајни региони во историјата на создавањето и развојот на градовите на Балканот. Во историските извори се споменува како Добер, Астрион, Астрон, Тиверипол и конечно како Струмица. Од 4. век пред нашата ера до 12. век во историските извори Струмица фигурира како мощно развиен град, како еден од поголемите културни и духовни центри на овој простор. За ова сведочат остатоците од градската тврдина Цареви двори, каде што е и Никулецот на Струмица. Градежништвото, занаетчиството, како и културниот живот во градот биле на високо ниво, за што сведочи и пописот на населението од 1512 година, кога градот броел 3520 жители. Според Букурешкиот договор за мир од 28 јуни 1913 година, на Бугарија и припаднал меѓу другите и Струмичкиот крај, со што силно се погодиле грчките интереси со овој град. Така грчките власти и гаркоманите од градот, кога разбрале дека ќе отстапат Струмица, се собрале пред грчката митрополија и решиле да го напуштат и да го запалат градот, за бугарите да не ја преземат толку проклетата за нив Струмица, туку само нејзините урнатини. Вечерта на 8 август истата година, грците го запалиле градот и пожарот, подметнат од 4 страни на Струмица, траел дури цели 7 дена. Били искорени повеќе од 1900 куќи, јавни објекти, дуќани, кафеани и најстарите македонски манастири Велјушкиот и Водочкиот. Материјалните богатства се уништуваат, но духовните остануваат. Струмичани продолжиле да го живеат својот живот по свој аршин и градот, иако полека и тешко, почнал да се обновува, да расте, да се шири, станувајќи еден од најголемите центри на овој дел од Балканот. Тука се одржувале и најголемите панагјури, каде што трговци доаѓале дури од далечниот исток. А крвта вода не бидува, па така ова жичка од некогашната навика на струмичани и ден денес се чувствува. Во годините на средниот век, кога градот веќе е поместен на подножјето од царевите кули, екзистираат 6 христијански мала со 1450 жители и десетина турски со 1330 жители. Маалата називите ги добивале по имињата на видни личности кои со својот придонес, односно дарежливост, донаторство или авторитет ги задолжиле струмичани, на што тие за возврат ги именувале Маалата со нивните имиња. Во документите ги среќаваме Маалата Никола Тодор, Пејо Дијак, Пејо Мано, Поп Калко, Пејо Михаил, Киро Миле и други. Со миграционите процеси се менуваат и спецификите на Маалата, па така веќе во 18 и 19 век водечко најголемо и досега најстаро Маало, кое до ден денес делумно го зачувало својот амбиент, е Варошкото Маало.
Ова мало сушност je продолжение на некогашните помали мала формирани под падините на цареви двори. Зато и неговата конфигурација е амфитеатрално поставена. Се наоѓаме во срцето на Варош мала. Оваа мала на времето тука живеа трговци, луѓе кои дуќани има доре во градот. А се наоѓаме пред куќите на браќа Стамболиви. Овие бе меѓу старите жители на градот. Животот на времето, младите, ние ги поминувахме во неделчен ден, правехме журове, игранки, имаше секоја недели и празници матине, имаше вечеринки и се собирахме другарски, имаме се компанија. Имено, таа Варош имаше своји другари, во Топуска имаше своји другари. И животот беше интересен до толку што не се помнаше да не се оде по серенади. Серенади обично се правя за време на сабота и на дела вечер и на празници. Серенади се правя со грамофони, со гитари, армоники, виолини и се пееше. Се пееше обавезно по 3 песми. Ако првата се пее, онда втората со музика и трета со песма. Кога се правеше серенада, девојката, ако евентуално е благодарна од серенадите, од песмето, од мел, онда со кибрид ќе даваше 3 пати знак. Или со струја. Ако евентуално не е задоволна, или па татко и мајка не ја дават, онда не се јавуваше на прозорецот. И доколку се задоволни таткото и мајката, онда девојката се симнаше доле, со раке ќе послуши со сладко. И ќе не испрата со усмивка и со задоволство. Да се зборува за амбиент, за простор и средина во ова мало, не е можно без да се вклопи човекот како мерило, како интегрален дел на вредностите од оваа градска струмичка архитектура. Народниот градител со извонредно чувство за хармонија, пропорција и мајсторство, градејќи ја оваа струмичка куќа, го вклопувал и човекот како нејзин интегрален дел. Човекот кој живее во оваа куќа, кој се движи во неа и кој го оживува овој камен и ово дрво. Наоѓајќи се на улиците на ова мало, со некаква смиреност во душата, човек навистина го чувствува своето постоење, своето битие. Овде се е на дофат на раката, на дофат на погледот, се е блиско и ненаметливо. Би се рекло, се му е подредено на човекот и на неговите физички и психички потреби. Жешките и долги струмички лета императивно наметнале потреба од специфично групирање на стамбените единици, како и создавање тампонски изолационен простор. Ова значи создавање таков простор кој ќе биде истовремено и сенчест и ветровит, а доволно голем за користење и задоволување повеќе потреби на семејството или единката. Чардакот, отворениот или во вид на мини софа се идеалните места за овие потреби. Поради амфитеатралната поставеност на Варошкото мало и неговите куќи се градени според конфигурацијата на теренот. Заради полесна комуникација со соседите, се наметнала и потребата од отворање повеќе влезови, како приоди кон куќата. Тоа се капиџиците, како главна интимна комуникација меѓу соседите. Отворениот капиџик некогаш бил знак за добри соседски односи, а катанецот на капиџикот значело дека двете семејства се во лоши односи. Капиџиците кријат многу тајни на малците. Тие се врската за љубовните средби,
Tije se patot za bekstvo na mnogo ajduci odmetnici, tije se svedocite na kavgite i ubavite zborovi što sosedite si i upatuvale među sebe. Danes, zaradi novata gradba, koja masovno go preplavuva Varoško malo, ovije kapidžici se zameneti so dzidanite ograde. Упоредувајќи времето на живење во тоа време и сегашното, мое интимно мишљење е дека тогај се живееше подобро, од причини што тогај во секое куќарче си постоеше кабиџици, кај што луѓето си одеа од куќа во куќа, додека тоа сега се изгуби. За тоа време, по овие куќи се одеше на седенки, чејанки денешни звани, се одеше по серенади, затоа што од тука, од ова место, се одеше према излетничкото место Светилија, према Царевите кули, традиционални празник на Струмица, кај што се одржуваа овие тримерски денови, карневалски вечери и така натаму. Додека сега тоа се изгуби, така да луѓето си направи своји нови живеалишта, со што се изгуби стариот стил на куќи што постоја во тоа време. Со иселувањето од Varoško malo во новиот дел на Струмица, многу семејства од убавите цветни дворови се преселија во високите стамбени објекти каде што животот се одвива меѓу 4 цида. Замената на цветниот куќен двор со студениот бетон најмногу го чувствуваат старите Варошани. Много се прекарахме. Имахме другар, синство, Зоичката и бехме се заедно. Всяка неделя се сбирахме. У каванина, дома, кебапе, мабет, смех. Хубаво се живеех. Сега нема никой. Тука нема комшилък дома. Нема с кой да се не суха, останаш от добай. Старата мала ми беше къща много хубава. Ама и комшиите, где е наварна, че не можем да видях тук при керката. 18 фамилии, само 4 познавам. Тие 4 видоваги тук, аз не справям обед. Другите не ги познавам. Некогаш малото, како единка од градот, ги задоволувало речиси сите потреби на граѓаните. Малото не ќе било мало ако во него немало фурна, чешма, бакалница, бербер и други занечиски дуќани кои биле пулсот на малското живење. Од многуте чешми, која до ден денес ја има својата функција, е така наречената дупина чешма. Шумот на водата и некогаш, и денес, ги носи во неврат женските муабети, озборувања и новости. Спортот е сега град во Македонија што е добро напредува. Берберот е центарот на машките разговори, каде што жестоко се расправа за се и се што, а најмногу за последниот фудбалски надпревар. Град во Македонија што е добро напредува спортот. А ова е една од последните малски фурни. Нашата екипа намина доцна попладне кога богатиот избор од јадењата беше земен и однесен на домашната трпеза, што варошките домакинки ги подготвиле за овој ден.
Vistina bez arhaika, no ovde vo Varoško malo, malski od život se ušte ne je dlaboko zakopan podzemlja. I pokraj novoto što neumoljivo go ruši staroto, na čije mesto dene se nojat novi kući, novi prozorci, novi gletki kon ulicite, novi atmosferi kade što decati igracu svojeto vremena kompjuteri i motorizirani igrački, se ušte se čustvuva mirisotna nekogašnata malska patina. Nekogaš nemnogo odamna, pred 20 godini, pred da se slučat najgolemite migracioni dviženja, koga, taka reći 80% od Varošani se preselija vo novi od nizinski dal na gradot, ovde kako vo vistinski grad funkcionirale i nekoj považni instituciji. Osven golemata crkva Sveti Dimitrij, na čije mesto sega se naoge 8-godišnje učilište, tuka i poranešniot sud, vo čiji podrumski prostoriji se naogel zatvorot. Ovde, vo Varoško malo, gospod i đavolot bili oddalečeni samo na 5-6 čekori. Vednaš pod nekogašnata sudska zgrada se naođa golemata crkva posvetena na svetitelite Kiril i Metodi. Očigledno, đavolot go napuštilo ova mesto, a ostanala pravdata gospodova među Varošani, bidejki ova nekogašna sudska zgrada dene se isto tako učivište. Crkvata i den danes je zadržala svojeta uloga na najgolem centar na sobiranje na malcite pa i poširoko. Međutim, novoto vreme nosi i novi soznani i naviki, pa taka denes Varoškata čaršija, osobeno ovoj del od kojeg je isključen saobraćaj, je centralno sobiralište na mladite i denje i noće. Nekogašnite za nečiji, odnosno lebli biđiji koji što gi imalo vo ova ulica i po koji go nosila i imeto, danes im go odstapila mesto to na modernite kafulinja i butici. Od nekogašnata Kazandžijska ulica danes ostana samo ušteden za nečija novoj blagoroden umetnički zanajet. A nekogaš strumica pokraj 38 te češmi, 32 te furni imala i mnogo kondurađiji, abadžiji, albačiji i drugi sanečiji. Ова мало на времето тук се работеше само казанджийска занат. За време на работата на овие казанджиите има много големи снаф едни со други. И сега оваа мала, т.е. и од тогайска, добија името казанджийска мала. За време на преди години оваа мала беше посадна со багреми, со цвекиња, додека сега е посадна со липи. И сега овие липи ги негуват самите овие жители на оваа. И од таа мала од сите заначи остана само един мајстор, Pero Пројко Шариман. Тај занат е на мен наследен од дедо прадедо. Таа целата фамилија се е бавила с тај занат. Още за време турско, татко ми е населен од Крушево, дојде тук таа околие. И му се допаднала таа околие, тук си останала да работи. Сега работат толку нема, али сепак пак има потреба од тај занаат. А потомци млади нема. Едно време може да имаш, ама
тешко беше времето, не дава баш значи да се развива. Като сега шо вече пуштено. А иначе има потребу от тази занаат, оти управки да върша, пак ке бе един живот. От ни колко арни, колко зани ми изпродадно, толкова коса на глава нема. Това все трябва да се удържава. Ако ке няма кой да го удържава, това ке пропадне. Оваа куќа е градена много давни години и е една меѓу најстарите во овај дел на градот. Овај дел на градот се викаше Коритнич, малата, а во неја живееше Никола Джитосов, познаатот беше абаджија, имено овие заначии што шија по тури. И од тука нагоре и надоле себе со стари куќи и живеа исклучиво заначии, кои нема тука можност да отварат дуќани, а дуќаните бе доле во самиот град. Тука имаше порој. Немаше можност да жените да можат да метат, да чистат врз време на тоа време. И ово се собира пак жените пак покрај улиците, си седа, си праваа муабети. Дел од Варошкото мало и неговата чаршија, поради својата историска, културна и уметничка вредност, денес се става под заштита на законот. Општината Струмица во соработка со Републичкиот завод за урбанизам прават напори преку веќе изготвениот урбанистички план на дел од старата Варошка чаршија, таа што поскоро да се реконструира, да се обнови, да се заштити од натамошно пропаѓање под забот на времето и негрижата на факторот човек. Тоа значи дека на тамошните реконструкции и градби на некои куќи за живење и дуќани веќе нема да бидат препуштени на самоволната градба на Варошани, туку под строг надзор и стручно упатство од урбанистите. Тоа секако сведочи за големината и значењето на Варошкото мало во историјата на македонската архитектура.